Филип Кузмановски може би клучниот играч за Еврофарм Пилистар во првата победа во плейофот оваа сезона. Еве твој коментар, 27-27 мислам дека заврши надпреварот со Вардар. Какви се твоите први впечатоци? Добро, со нетрпение да бидам искрен го чекав овој надпревар. Сите знаеме како се надпреварите историјата против Вардар и да играме на домашен терен пред ова наша публика. Можам само да кажам фала многу за чкембарите, за градот. Ова победа е за нас, за самодоверба, за пролетниот период што не следува. Ќе одиме утакмица по утакмица, знаеме што ни следи. На хартија сме фаворити, имаме, можам да кажам, најголем ростер од останатите екипи, но ние треба да покажеме тоа на терен. Денеска одигравме максимално борбено во одбраната. Може би влеговме во грч во првото полувреме, но тоа е нормално, тоа е дерби, тука се игра посебно, има многу емоции, но на крај се радуваме. Фала уште еднаш за градот, ова ќе кажам, за мене немам сега зборови, сум по емоции да кажам, но имам само едно големо фала за Битол и за чкембари. Да, имаш посебна врска со навивачите, сега го слушнавме како да го извикува твоето име. Во текот на надпреварот те видовме неколку пати како бараше поддршка. Колку значи да се игра пред ваква публика? Па добро, ова е мој матичен клуб и јас знам што значи тука да видиш во Пилистар како сум израснал во какви услови и после подолг период се враќам тука дома и за мене ова е едно доживување, се уживам кога играм на терена во Битола. И пак ќе кажам, одиме на следната такмица Лигата шампионите против Париз, треба да направиме добра анализа, се справиме максимално, одиме чекор по чекор такмица, не размислуваме два чекори напред. Ќе бидеме сконцентрирани и со ваква публика тука на домашен терен. Тешко што може некој да не победи, но тоа не се знае. Треба да потврдиме да играме борбено како денес и да издржиме до крајот на сезоната. Се сеќаваме на Филип Кузмановски кога играше за Металург, оние дерби на надпревари со Вардар. Има ли некакви посебни емоции кога се игра против Вардар? Па добро, секогаш си мотивирана, посебно во Битола, тоа е најголемото дерби во Македонија и против и кој ќе има навивачки груби, тука има нешто посебно и затоа тие се посебни надпревари со Вардар. Да скратам, пак сум среќен сум за мојата екипа, за нашиот стручен штаб, за нашиот претседател, за сите останати во клубот. Ова е за нас еден елан за понатаму и да видиме ако прави како што бевме денес. Да, долго е првенството, ова е само прв надпревар, има уште еден возвратен. Вардар има бод предност од првиот дел од надпреварувањето, значи ќе треба веројатно можеби да се победи во Скопје. Може ли Еврофарм Пилистар повторно да одбрани титулата? Па добро, видете, нема да бидеме максимално фокусирани само на Вардар. Тука има и не треба да се подценат екипите како Дохрид, Тиквеш, Алкалуј, тие се можам да кажам за овој пролетен период што се засилија со многу играчи и на секој гостински терен ќе биде и за нас тешко, треба да бидеме максимално спремни и како ќе кажам, треба да бидеме прави за да оправдаме фаворитската улога.